До пред само 5-6 години Македонија беше далеку зад развиениот запад. Главни одлики за лошата слика беа спората и корумпирана администрација, наместени тендери и маратонски постапки за вадење на најобичен документ. Денес сликата е сосема поинаква. Со помош на проектот за влада на Американската агенција за меѓународен развој, дури и рурална Македонија стана IT центар на Балканот. Парите се важни, но не и пресудни за развој на едно демократско општество. Според експертите во Македонија од секогаш недостасувала свежа идеја. Не велам дека секогаш давале пари, меѓутоа дават памет. Ни укажуваат како нешто да направиме. И тука е поентата главна, и тука е придонесот. USAID многу почитува воведување на технологија во сите процеси, и во бизнес заедницата, и во образованието, и еве во како дел од реформата на целокупната клима во Македонија кој се однесува на деловната заедница. Свеста се менува кај луѓето, ги осознаваат можностите, што е сосема различно од рачната обработка на податоците. Комплетната постапка на издавање на сите овие дозволи беше хартиена, односно ниту една од институциите не располагаше со некакви електронски системи за евиденција, поднесување и издавање на дозволите. Во 2004 година тимот на USAID го постави темелот на револуционерниот проект за електронска влада. E-government applications save time and effort. Is the most efficient tool to fight corruption and increase trust and transparency in public administration. But it's only implemented e-gov applications that create these benefits. Debating, discussing about them do not. Доста многу ни помогна во првите чекори за воспоставување на еден систем на електронско владење. Тука беа голем број на помали апликации и мислам дека USAID, кога виде добрата соработка и желбата на владата на Република Македонија, се отиде на поголеми, позначени проекти, како што се проектите за електронски јавни набавки и на шелтерскиот систем во Царинската управа, со кој што допирните точки на услугите кои што ги нудат администрацијата со граѓаните е на многу поголемо ниво. Проектот беше многу успешен во тоа што уште од самиот почеток реши дека ќе соработува исклучиво со домашни софтверски компании. Домашните девелопери на софтвер секогаш што тука спремни да ги направат сите модификации што ќе ги побараме од нив. Индиректно работевме на развивање на домашната ИКТ индустрија. Македонија се прероди, институциите станаа функционални. Човекот како фактор на одлучување почна да се исклучува од речиси сите клучни процеси. Преку поставените електронски системи луѓето сами си ја креираа бизнис иднината. Почнаа да зреат плодовите на проектот влада. Проектот на USAID за електронска влада не само што направи развој на неколку проекти од областа на електронската влада, специфично за електронскиот бизнис, и ги подпомогна развојот на сите други, ги поттикна, ги пробуди, едноставно направи да функционираат многу работи што не функционираа претходно. Влада ни овозможува да ги добиваме првовремено сите нови насоки, законски решенија, да ја следиме фискалната политика. Она што е најважно да разменуваме информации од јавен интерес и да ги подобруваме всушност сите процеси кои инволвираат регулатива. Ние сме регулирана компанија и самата автоматизација на исполнување на обврските кон државата ни го олеснува секојдневната работа. Секоја 10-та фирма во Македонија, без разлика колку голема или мала, употребува барем еден од сите овие електронски владени сервиси што ги развивме. Јавните набавки станаа електронски. Државните пари сега се трошат на транспарентен начин. Исклучена е секаква можност за штелување на тендерите. Преку него, всушност, државата ги троши јавните средства, односно се распишуваат тендерите и се спроведуваат целосно постапките електронски.
Дополнително има можност да се спроведува електронска аукција, која што всушност овозможува намалување на цените на производите кои што понудувачите ги нудат и со тоа се стваруваат заштеди. Значи, една од главната цел која што покрај транспарентноста е да оствариме поголеми заштеди на буџетот, на јавните средства кои што дополнително може да се искористат за други проекти. Договорните органи со секој нов тендер распишан преку системот ја гледаат придобивката и на забрзување на постапките, бидејќи не само договорните органи, односно и понудувачите се тука важни, бидејќи тие веќе не трошат време да го превараат огласот, да дознаат дали има нов тендер или не, да дознаат исходот за тендерот, значи кој е резултатот, така да многу заштедија и во време на подготовка на документите, а истовремено и во време на спроведување на процедурата. Камионџиите ни смеење велаат дека порано кога ги ваделе цем дозволите ги болеле носебите затоа што по цели денови се лепеле на огласните табли да видат дали имале среќа и добиле дозвола за меѓународен транспорт. Не сметајќи ги парите за мито, дозволата чинела околу 2500 евра. Денес за истата превозниците извојуваат по само 100 евра. Цем дозволата, можам да кажам дека во периодот пред 4 години беше хорор да се добие. Значи имав на еден вид лицитација, кој да више, да кажам на српски како изрека, тој добиваше цемтови. Направивме во дозволите што беа за 2007 година, значи додат по електронски пат. Тогаш никој не ми веруваше дека на вистина по електронски пат ќе се распределуваат ограничени ресурси. Сите ние сме почнале, не сме знаеле ни што е компјутер, али како проаѓа времето се навикнуваме, се едноставно па не можеме, едноставно сега да се ова прекине, ние не би можеле да работиме, да функционираме, да се вратиме назад. Може значи да аплицира од дома и да дојде за 10 минути да си ги подигне дозволите. Значи цела постапка може да заврши за 5-10 минути. Кога ние сме од 95 транспортери, имавме доста маки. Сега е полесно. Еве јас споро не сум ни дала мажот ми, али еве сега ваго има пошто е полесно и идам лично јас сама си ги подигнам дозволите. Претходно и цем дозволите автобуски били не беа рачни. Па гледаја луѓе, па човеков фактор, па често се гина и документи. Тие пари што ги даваш на државата. Порано ги взима поединци, а сега барем тие пари да во државата. €100 меѓу документите и камионот помина граница. Во минатото секој сакаше да стане цариник. Вела дека иако платите беа просечни, добро се заработувало, но екзим системот им ја уништи кариерата на несовесните службеници. На денешно време, со голема фреквенција на информации и податоци, значителни трошоци, поготово и времето што е многу драгоцено за добивање одредени улозни и извозни дозволи и автоматска контрола на податоците при вносот во електронските формулари е значително. Значи, доволно зборува само колку само заради патувањето на документите се скратува времето потребно за добивање на документи. Ова многу влијае за намалување на така наречен фалсификат на исправи во царинска постапка, бидејќи ако било која дозвола можело порано физички во хартиена форма да биде злоупотребена, што реално кажем ние во царинска служба не сме сите експерти да ги знаеме сите можни фалсификати, и со електронско воведување на истите е намалена секој вид на злоупотреба од таков вид на дозвола. Оние што можат го користат, останатите само го посакуваат. Пријавување на данок преку интернет интересен дури и за обичните граѓани. Околу 7000 компании или нешто на 20% од вкупно регистрираните фирми веќе го користат системот.
самиот систем ги предупредува даночните обврзници при пополнувањето на даночната пријава дека можат дека прават одредени грешки. Значи пред се кога ќе се потпише даночната пријава електронски, кога ќе се пушти до управата за јавни приходи, значи во тој момент пријавата е математички и логички точна. Малку е, да речам, непрактично. Треба се да оставите или да излегувате од работа и покрај сите работи би било полесно да може преку интернет да се пријавува. Имав прилика една година да живеам во Америка, таму пријавувавме се преку интернет. Мислам, плаќавме се преку интернет, така да многу полесно е преку интернет. То јас комуналите си ги плаќам преку интернет и на овој начин кога би го плаќала и персоналниот данок, не би губела време и не би имала вакви гужви на шалтерите. Нашиот обврзник може од било кое место и во било кое време да ја достави својата даночна пријава. Државен службеник ќе станеш само ако те бива, само ако сивито ти е богато. Партиските книшки системот не ги препознава. Тимот на USAID будно ја следеше имплементацијата на речиси сите системи, но не од канцеларија, туку на терен во тренинг камповите. Иако македонците тешко ги менуваат навиките, овој пат работната трансформација заврши многу полесно. Бюрото за јавни набавки заедно со ИГА проектот организираше преку 100 обуки и за договорните органи и за економските оператори. Одзивот беше голем, интересот беше голем, имаме обучено преку 3500 луѓе. Individuals, private citizens were eager to use the system. Companies were not quite as forward from the beginning. It took more work to convince them about the benefits. I think it's part of not only the mentality, but when you talk about your work, do I have to change my old routines? I always done it this way. Do I have to change? It's difficult. But after a while, they saw, it's actually easy, and it makes my work easier. I'm very impressed by the response from everyone. За системите да можат безпрекорно да функционираат, направени се и неколку посериозни законски измени. Проектот на USAID кој што за реализација на јавни набавки, значи за електронски јавни набавки, каде што не достигаше сегментот за електронски подпис, значи 7 години подосна сите се разбудија, чекај, па не функционира законот. Значи иницијативата, реализацијата на овие неколку проекти навистина придонесе во многу сегменти. Голем дел од овие електронски сервиси се веќе регулирани со закон и се задолжителни. Така да веќе нема прашање дали на некого му се допаѓа или не, туку едноставно мора да се употребува. $5,5 милиони колку што вложи американскиот народ во Македонија се само иницијална каписла за преродба на закржлавеното електронско општество. Патот е поставен, на нас останува само да се движиме по истиот. Како што вели народот, на човек можеш да му земеш, но не и да му дадеш. Сега се е во наши раце. Од нас и од политичката волја зависи колку поставените системи ќе продолжат да се надградуваат. Проектот на USAID за e-влада завршува тука. It's time for the Macedonian government and for the public institutions to continue the work.